Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Како што веќе најавија моите колеги, во денешниот утрински брифинг наш гостин ќе биде премиерот во заминување Зоран Заев. Добре дојдовте во студиото на утрински брифинг. Добро утро, добро ве најдов, благодарам на поканата. Прво морам да ве прашам дали веќе ја поднесовте оставката или допрва тоа треба да го направите, бидејќи до овој момент на собранието се уште не е закажана седницата. Веројатно во моментот се поднесува, утро во 8:30 владата работи, јас бев на работа, ја потпишав оставката согласно договорот и согласно законот за влада. Верувам дека многу набрзо ќе стигне во собранието за да може да почне денеска процедурата во текот на денот да се завршат работите за избор на преодната влада. Се вративте од Германија, славевте Нова година во Франкфурт со семејството, тоа веќе го знае јавноста, меѓутоа дали го искористивте овој краток одмор во Франкфурт и за да остварите некоја службена средба можеби? Не, тоа беа новогодишните денови, јас бев со двете деца, фала Богу дојдоа со мене, оти се големи, и со другарите и пријателите, каде што заедно во семејна атмосфера во домот на моите пријатели ја дочекавме новата година. Секако имавме можност да прошетаме по Франкфурт, да го видиме Франкфурт дочекот надвор покрај Мајна, како се дочекува со сите тие огномети, а имав прилика па да 2-3 дена бидам и надвор од секојдневните мои преокупации кои што овде во нашата земја се случуваат. А пропуштивте и добра забава со Дино Мерлин на Скопскиот плаштад, мора да кажам. Какви се вашите очекувања за денот? Треба до полноќ веќе да заврши целата процедура и да се констатира вашата оставка, меѓутоа да се изберат новите технички министри, новата влада. Дали очекувате тоа да помине глатко и да заврши до полноќ? Па би требало да помине глатко и би требало нормално, ако сме нормална земја, сепак еве заедничка дополнителна влада се бира. Уште еднаш да напоменам, оваа пракса на влада беше воспоставена 2016 на наше барање како тогашни опозиционери. Во моментот кога се преговараше за Преспанскиот договор, беше побарано тоа од опозицијата и чест и достоинствено е да се даде нешто што сте го барале токму и вие. И јас верувам дека на тој начин се задоволува право на опозицијата да биде контролор, но секако да си преземе и својата одговорност. Денеска доаѓа до реализација. Денешниот ден почнува со мојата оставка. Оставката секој момент би требало да стигне во архивите на собранието, каде што претседателот на собранието го свикува собранието, дали во 11, 12 или 1, тие ќе одлучат кога. Со констатирањето на оставката, за која што не се дискутира, веројатно се прави пауза, за да може новиот кандидат за премиер, односно господинот Оливер Спасовски, за премиер во дополнителната влада, да го добие самиот мандат и да ги достави предлозите до собранието. Предлозите се два пакети. Едниот пакет е на министрите во дополнителната влада и вториот пакет се замениците министри со дополнителните 5 заменици министри. Двајца има власта дополнителни заменици, тројца има опозицијата дополнителни заменици. Тоа е така наречената пржинска влада или дополнителна влада која што треба која што има главна задача да ги организира фери демократските избори. Секако најголемото очекување на нашиот народ, така и мое, е дека навистина ќе имаме избори за пример. Веќе одбивте еден кандидат за технички министер за внатрешни работи од опозицијата. Наќе Чулев е решението на кое и вие се согласивте. Зошто? Навистина ли сметате дека е тоа добар кандидат или го правите ова само за да нема одложување на изборите, бидејќи имаше и такви обвинувања од страна на опозицијата упатени кон вас, дека практично ги одбивате предлозите за да дојде до некакво одложување? Јавноста ќе коментира за кандидатите или не. Тоа е право на опозицијата. Ние немаме ништо против вториот кандидат, заради тоа што навистина го исполнува уставот и законските норми, кое што е многу важно. Така да исто така од оној критериум кој што го побаравме за другите кандидати, верувам дека кој да ќе го побара, да нема обвинение, како и другите кандидати за министер, за труд и социјална политика и дополнителните тројца заменици, немат обвинение, така да тоа е право на опозицијата, не сакаме да интервенираме во било какво друго мешање, освен да ги исполнува уставните и законските норми, но и да не биде под обвинение, секако за да може да се одржат изборите. Наше очекување е дека навистина она што е постигнато кај претседателот Пендаровски, заедно сите лидери, така ќе биде испочтувано и целосно реализирано, заради тоа што не смееме да дозволиме било какви одења напред, назад,
трауми, драми или слично, заради тоа што се влијае на економијата, влијае на планот на граѓаните, на планот на секое семејство, на планот на секоја компанија и верувам дека тој период ќе бидеме паметни сите во државата, да ваквиот тренд на раст и растеж во државата, кое што го потврди најновите бројки од завршувањето на 2019 година, не треба да бидеме лоши према својата земја, да дозволиме да биде нарушен, туку треба да биде унапреден. Доколку победите на изборите, вие ќе бидете следниот мандатар и дали министрите ќе се вратат на местата кои ги имаа претходно? Пред се мислам на министерката Царовска и на министерот Спасовски, кој сега треба да ја преземе вашата функција. Секако јас сум кандидат за претседател на нова влада после изборите, тоа го номинирав уште кога повикав на избори. Во сите континуирани изјави, тоа го потенцирам и еве го повтарам. Повторно, кандидат за претседател на новата влада после изборите, побарав чист мандат, сум токму јас, верувајќи дека навистина ќе и продолжиме сите овие политики кои што досега се остварени. Навистина направивме многу за 2,5 години, ги решивме прашањата со соседите, веќе сме пријатели со Грција и со Бугарија, пријатели сме со сите соседи, ги отворивме интеграцијските процеси кои што беа буквално замрзнети 11,5 години и ги остваруваме нашите децениски аспирации, еве на членство во НАТО. Шпанија стигна убави информации дека владата овие денови на 6 до 10 ќе се формира во Шпанија. Тоа значи дека известноста на НАТО, како што ја очекувавме, и така се реализира. Можно е во целиот овој период да имаме и позитивни сигнали од Европската унија. Ова го зборувам заради тоа што навистина стратешките цели на државата ги постигаме. Паралелно со тоа, се случува вистинска трансформација на општеството, на државата во која што живееме, од позитивен аспект. Ја вративме слободата и демократијата. Веднаш економските резултати се на показ, од минус 1,8% раст, веќе сме на 3,6%, го помина буџетски проектираниот раст за 2016, да не зборувам за сите други параметри економски за кои што многу сме зборувале и треба да бидеме навистина паметни за целото ова да го продолжиме. Дали сте задоволни од работата на пратениците? Каков профил на пратеници ќе бирате доколку повторно составувате влада? Овој пратенички мандат, зборувам за парламентарното мнозинство, а тука вклучително и на мислата која што сакам да ја кажам, сите други од 8-те пратеникот минов сите заедно, навистина завршија историска улога за државата, патриотска, вистинска, заради тоа што ги остварија преку нивната работа стратешките цели на нашата земја. А тоа е членството во НАТО и датум за почеток на преговорите, кој што е конфирмиран од сите лидери. Очекуваме и да биде легализиран, односно легално, формално да биде целото тоа потврдено. Треба да бидат горди. Сите законски решенија кои што ги донесоа и слободата. Сите законски решенија и уредби кои што беа усвоени, декларации и слично од работењето на парламентот, ги имаме и овие економски резултати, трансформативните процеси на подобро кои што се случија во земјата и навистина јас можам само да искажам респект према овој пратенички состав кој што гласаше навистина само во духот и интересот на граѓаните, имајќи во предвид дека поминаа од самиот нивен почеток со 27 април вистински трауми и еве до последните денови кога имаше тригери, држ не дај, дали да се закучат пензии и плати или слично, навистина се бореа како лавови лавици, така да кажем, за да ги усвоат законите кои што носат добро на нашиот народ. Има ли преговори за постизборно коалицирање со дел од албанските партнери? Каков е вашиот однос со вашиот актуелен коалиционен партнер Дуи? Гледате дека во составен дел на техничката влада или на преодната влада ќе биде токму коалициониот партнер Дуи, заради тоа што прво честно е со тоа што сте почнале и да завршите. Ние имаме Задоволни сте од соработката? Имаме добра соработка, не можам да кажам дека сум до крај задоволен, зашто? Заради тоа што имаме слабости. Има и СДСМ, има и Дуи своји слабости. Секако на крајот на нас граѓаните ни го дават правецот и насоките преку изборите. Јас верувам дека токму преку тој правец ќе се укаже како и во иднина да продолжиме. Тоа е работа на граѓаните, тоа е чест голема и така треба да биде. Ние политичарите ќе се престроиме онака како што граѓаните ќе не упатат преку својот глас на 12 април, она што за мене е важно. Од големиот блок на партии СДСМ и ВМРО ДПМН, ние сме единствената партија која што има право, има практична можност да калкулира, да влезе
во коалиции со албански политички партии да не влезе, како сака тоа може да го прави, за разлика од нас ВМРО ДПМН тоа не може да го прави. Зошто? Заради тоа што имаме силен влог во едно општество за сите, кое што дефинитивно во одредени моменти беше многу ризично за нашата политичка иднина, за губење на можни гласови или слично, но веруваме до небото во нашето мултикултурно, мултирелигиско општество, мултиконфесионално општество во кое што вложивме многу и сега може да очекуваме бенефити. Токму тоа општество, одлуките ќе ги носиме некаде февруари месец за коалициите, за кандидатите за пратеници и слично. Наше е, онака како што анализите, а тоа го потврдуваат очекувањата на граѓаните ни го укажуваат, така и да постапиме и верувате дека така ќе постапиме, а исто така и она што го очекуваат граѓаните околу кадровските решенија, кандидатите, кои на вистина ни својот живот изградил најдобар рейтинг, најмногу им служил на граѓаните, бил пример за општеството, ќе сакаме тој да добие шанса да биде во представничкиот највисок дом, парламентот, така да кандидатските листи, коалициите, програмите, сето тоа ќе се случува буквално денеска се до 22 март, кога ќе почне и кампањата. Само да најавам, при крај на разговорот телефонски ќе го вклучиме и Цветан Трипуновски, кој е предложен од опозицијата за технички заменик министер за земјоделство, но пред да пројдеме на разговорот, уште неколку клучни прашања. Бидејќи веќе го споменавте НАТО, споменавте Шпанија дека се очекува сега да се конституира владата, очекувате ли тоа да заврши вака глатко според планот, бидејќи само уште Шпанија остана, ако не се лажам, изјавивте дека до 26 февруари треба да заврши гласањето во македонскиот парламент и околу тоа имаше некои спорни предлози, одложено дејство и сето тоа. Ке заврши ли ова до пред избори? Голем дел од работите и дома кај нас не зависат од моите очекувања или од нашите очекувања. Некој пат праксата покажува нешто спротивно од она што го очекуваме, така да се работи за Шпанија, голем пријател и голема земја, членка на Европската унија и членка на НАТО. Ние во саботата, непосредно пред новата година, го поминавме протоколот за ратификацијата на НАТО низ влада и го предложивме до парламентот. Така да во јануари нашиот парламент ќе гласа за НАТО протоколот, која што исто така ќе се потпише и од претседателот, како што дознав, ќе биде објавен во службен весник и ќе чекаме Шпанија да заврши, за да ние бидеме последни кои што ќе го депонираат во Вашингтон, во НАТО депото, каде што треба буквално со тоа да заврши самото членство на Република Северна Македонија во НАТО. Јас верувам дека дури е можно, теоретски сега, тоа се очекување и желби, Шпанија да заврши, па и ние да завршиме, но верувам дека нашиот парламент, кога доби веќе предлогот од владата, која што овластена единствено да дава вакви предлози, ќе го ратификува, се работи за техникалија, штом Шпанија ќе ја заврши целата работа, тогаш и ние ќе го доставиме до Вашингтон, до депото на НАТО. Малиот Шенген дојде по недобивањето датум за преговори со Европската унија. Се собравте со балканските лидери, меѓутоа во регионот имаше и негативни коментари, ако можам да забележам, и се уште не е јасно на јавноста што значи малиот Шенген, што значи тоа за нас, дали е алтернатива своевидна или е пак предуслов за пристапување или за продолжување кон Унијата. За мене тоа значи само унапредување на регионалната соработка овде во југоисточна Европа или на Западен Балкан, така виканиот. Ако кажете уште подиректно ќе одговорам, акцелератор на нашето членство во Европската унија, забрзувач на нашето членство во Европската унија. Берлинскиот процес, Рајко, RCC, ЦЕФТА, сите овие одлуки кои што Европската унија низ Берлинскиот процес ги има донесено, не се доволни. Можеби ние да направиме и сами повеќе. Имаме убава шанса, прв пат балканските лидери седат заедно во позитивна атмосфера да направат нешто повеќе за своите земји, за своите граѓани, за својот регион. Значи сепак може да го рачунаме за еден чекор пред Европската унија. Верувам дека ако требало сите земји за 7 години да станеме членка, тоа ќе го скрати за 5 години. Еве така да кажам. Зошто ако нешто можеме сами плюс да направиме, зошто тоа да не го направиме? И на тоа работиме. Верувам дека придобивките многу брзо ќе се почувствуваат, заради тоа што се работи за практични, конкретни работи.
Секако за мене тоа не представува ниту Шенген мали, ниту мала Југославија, единствено представува навистина унапредување на соработката во регионот, заради тоа што Шенгенот наш ќе го постигнеме во Европската унија со следниот чекор после членството, а тоа е постигање на сите критериуми за да имаме отворени граници и буквално да немаме потреба од било какви административни процедури на граничните премини. Кога сме кај добрососедските односи, имаме договор со Бугарија, меѓутоа изминатиот период и не беше толку пријателски, ако можам да забележам. Имаше низ да јавни несогласувања, а вие најавивте минатиот месец дека ќе имате една средба со Борисов за овие прашања кои кренаа полемика во јавноста. Комисијата, Гоце Делчев се уште не можат да најдат решение, меѓутоа, ако можам да го наречам така, премиерот Борисов имаше и некои испади, па ве нарече и северно-македонскиот премиер. Дали е ова толку комплицирано за решавање што ќе мора сепак вие и Борисов да се состанете повторно за да го решите? Знаете како, на нашата земја ништо така лесно не се случило. Дилемите, полемиките беа присутни и на договарањето на договорот, на потпишувањето на договорот, на стартот на имплементацијата и ки ги има. Не смееме да не веруваме во иднината на ваквите договори за пријателство, заради тоа што пред се договори за пријателство, па дури и за стратешка соработка, се работи за нашите непосредни соседи, кои што ни се тука околу нас, ни се блиски и може да донесат бенефит. Многу е лесно да растурите нешто. Многу е важно како тоа ќе го направите, ќе го составите, ќе го договорите и ќе го реализирате. Ни самите договори, целта е да се гради пријателството и соработката и тоа така ќе продолжи. Кога не можат некогаш некои работни групи и комисии тоа да го постигнат, тука сме ние да помогнеме. Или многу често на нас политичарите ни се помага од експерти. И тоа треба да биде така. Јас тоа што го чувствувам и така ќе го споделам. Јас сум исклучително позитивен по договорите, го гледам и Борисов дека е позитивен. Верувам дека уште непосредно после неколку денови ќе имаме можност дури да испиеме по едно кафе, да малку поразговараме. Ние поразговаравме на носачот на авиони на Средоземјето малку за оваа прашање, треба да седнеме заедно со дел од наши тимови да поразговараме заради тоа што постојат решенија овде. Срамота и за нив и тие се секако во незгодна ситуација да дискутабилно го стават на маса идентитетот. Идентитетот 21 век никој не разговара, тие веќе го признаа со тоа што во договорот прифатија македонски јазик согласно уставот и тука нема дилеми, треба тоа да го официализираме. 21 век, европска земја, европски политичари се и верувам дека тоа ќе биде утврдено, а ќе ги најдеме решенијата и за овие историски периоди кои што се сега мегдан за решавање. Не очекувам да се решат пред изборите, зошто? Не е паметно пред изборите никој да решава ништо, заради тоа што веднаш настануваат струи, тензии или слично, но можеме тоа да го добро осмислиме, договориме, за да има свое решение за во периодот кој што доаѓа. Само потенцирам да не биде повеќе никогаш спорно идентитетското прашање на македонците, а секако и македонскиот јазик. Така, Борисов дури ве советуваше да не давате оставка, така што очигледно има симпатии кон вас. Морам тука да го поставам и прашањето, вашиот ривал политички се сретна со Бојко Борисов. Видовме на таа средба дека кажа дека нема ништо против договорот со Бугарија. Меѓутоа не е на иста линија по однос на прашањето за Преспанскиот договор. Токму за утрински брифинг, ако можам да кажам дури и на првата емисија од овој утрински брифинг, Мицковски го имавме на линија и кажа дека ако дојде на власт, ќе го укине Преспанскиот договор со двотретинско мнозинство. Стравувате ли вие од вакво можно сценарио или сепак сметате дека ќе се случи истото како и во Грција и со неговиот колега, односно вашиот колега Мицотакис, дека дури и да дојде на власт овој договор ќе остане на сила? Стравувам заради тоа што има разлика помеѓу Мицковски и Мицотакис. Во периодот пред изборите беше поприлично внимателен Мицотакис, знаејќи дека договорите постигнати треба да се негуваат и да се оди напред. И тоа беше јасно, видливо и препознатливо. За разлика од господинот Мицковски овде кај нас, тој има директни закани и тоа не смееме да го дозволиме. Има многу причини зашто ќе се борам, режим повторно не се врати, една од тие причини е токму заканите за укинувањето на двата договори. И договорот со Бугарија за пријателство и договорот Преспански со Грција нема да дозволам да бидат укинати. Зошто? Не заради тоа што е создадено за време додека јас имав чест да водам со владата, заради тоа што тоа ги отвори вратите кон НАТО и Европската унија. Ги реши прашањата со соседите, изградивме пријателски и би било
било наивно, глупаво, како да кажем, се враќаме назад, односно укинувањето на било кој од овие договори, значи поништување на НАТО, значи повторно чекање во чекалната покрај овие 15 години за датум за почеток на преговорите со Европската унија, а сето тоа живот значи во нашата земја. Сето тоа значи економија, значи стандард, значи високо ниво на европеизација на нашата земја и така натаму и така натаму. Зарем има поважни, посвети причини од овие причини кои што ги напоменав, да не дозволиме да се врати повторно режимот. Јас само ќе кажам дека тоа се наговестува со политиките на Мицковски. Многу често го гледам дури полошо од тоа што го гледав кај Груевски, но секако тука сме ние да ги кажеме сите можни аргументи, најпрецизно, најелоквентно, така податливо за граѓаните да бидат свесни при носењето на своите одлуки, така да во Република Северна Македонија никогаш повеќе режим и нема да го дозволиме тоа, а верувам дека граѓаните преку своите гласови и подршки ќе дадат можност да овој процес кој што видливо е започнат, ние го викаме на правиот пат, ќе му даде подршка како население, како народ наш, да продолжи во вистинска насока, заради тоа што само таа опција е можна за еднината на нашата земја и на нашиот народ. Ќе ми дозволите тука да побарам да го вклучиме господинот Трипуновски, кој треба да биде нов технички заменик министер за земјоделство. Дали се слушаме, господин Трипуновски, добро утро. Добро утро, се слушаме. Вие сте на неколку часа до преземањето на новата функција. Дали ќе бидете конструктивни додека извршувате таа функција? Токму така, значи, најнапред сакам јас на сите граѓани да им честитам новата година и да посакам да биде година на обнова. Денеска е голем ден, денеска практично владата и Зоран Заев заменуваат од своите позиции, што представува еден позитивен исчекор за Република Македонија. Јас како дополнителен заменик министер во земјоделството, кој што најповеќе ги следи, ги знае ситуациите, сите оние погубни политики кои што ги водеше Зоран Заев, неговиот тогашен министер Љупчо Николовски и сегашниот Трајан Тимковски, кој што практично овие 3 години го погазија и го починија македонскиот земјоделец, кој што практично едва и врзува крај со крај се мисли како да го преживее денот, месецот и годината. Она што ќе значи мое делување во министерството е враќање на достоинството на земјоделецот и креирање на прави политики кои што ќе значат економски стилен земјоделец и просперитетен. Велите враќање на достоинството, сакате да кажете дека земјоделците беа достоинствени пред доаѓањето на господинот Николовски на чело на министерството? Видете, ги заборавивте протестите предходно? Најдобрите политики кои што се воспоставени во креирањето на политиките беа воспоставени од времето на ВМРО-ДПМН. Практично СДСМ со доаѓањето на власт ги продолжи тие политики, меѓутоа за жал не успеа и тие да ги спроведе. Само за подсетување околу достоинството да ве подсетам дека на еден од протестите кои што се одржаа во Скопје, Зоран Заев и Оливер Спасовски ја повикаа полицијата наоружена до зави да се брани од земјоделците. Оние земјоделци кои што дојдоа со своите продукти да изразат револт, да го потсетат Зоран Заев на ветувањата кои што ги даваше 2016 дека откупувачите ќе се тепаат кој да ги купи македонските производи, дека цените ќе бидат енормно високи, дека субвенциите ќе бидат големени и навремено исплатени. Јас можам да ви редам безброј проекти кои што беа ветувани, меѓутоа за жал остана на дното на листата од приоритетите на Зоран Заев. Најголемото разочарување и потенување кога се појавија на лозов насад на црвен килим. Тоа земјоделците го прочитаа и знаат дека тоа е лош сигнал. Господин Трипуновски, дали е вистина дека вашиот лидер праќа луѓе кај помалите албански партии во обид да добие поддршка во овој период на предизборие? Конкретно еве мислам на ДПА. Видете, ние како политичка партија имаме комуникација со сите политички партии и тоа не го криеме. Ние практично имаме комуникации на дневна основа, меѓутоа она што е најбитно е да овој период помине така како што треба, да се организираат ферни демократски избори, а за после изборието сите опции се во игра. И само уште за крај, расчистивте ли со политиките на претходниот лидер на Никола Груевски, бидејќи јавноста се уште се сомнева и се уште има чувство дека можеби сте под влијание на Груевски. Дали е тоа завршена приказна?
Видете, да се вратиме во реалност и да бидеме сериозни. А реалност е дека Зоран Заев е 3 години на власт и сите политики на економски и национален план, кои што ги водеше Зоран Заев, добро им се познати на граѓаните. ВМРО ДПМН има едно ново раководство, нов председател кој што има искрена и честна намера да врати Македонија на брзата лента за влез во Европската унија и НАТО интеграциите. Ние можеме да ветиме дека ќе направиме се да издигнеме Македонија на економски и национален план. Ви благодарам за ова телефонско вклучување. А Ви благодарам и на вас. Ние продолжуваме понатаму со разговорот. Слушнавте што вели новиот технички дополнителен заменик министер. Вели да ја вратиме Македонија на евроинтегративниот пат. Каде била Македонија претходно? Што да кажам, значи се исто, само него го нема, ама идат Вие неколку верувате други ли во дека најави. е напуштена Очигледно. таа политика на Никола Секако дека не. Се гледа, тоа се деца растени околу Груевски и апсолутно не знам во кој свет и филм живеат, но нивно право е, нека гледа народот и нека цени народот. Може многу брзо да добие неколку Груевски наеднаш со неговата одлука, а може и tekako да го стави во заборавот за поприлично подолго време и да продолжи државата да оди напред. Јас никого не подценувам, почитувам секако различно мислење. Ние сме биле опозиција 11,5 години, ја знам што значи настап на опозиционер, а што значи некој кој што е опозиција, но внимава за државата, човекот него употребува исто така уставното име, драматургијата веднаш е во најава што ќе се случува на земјата. Не би коментирал подлабоко, освен дека да, целосно под контрола и ова раководство на ВМРО ДПМН на Никола Груевски. Веројатно тој ги дава парите, веројатно тој ја диригира политиката и жалам што е така. Реков јавно во парламентот и повтарам, кога ќе се промени ВМРО ДПМН, тогаш ќе биде вистински противник политички во делот на надпревар за добивањето на честа и одговорноста да се води извршната власт и парламентарното мнозинство. До тогаш ќе помине за жал подолго време, велам за жал заради тоа што треба да има компетенција и сериозен надпревар, но со вакво ВМРО ДПМН дефинитивно верувам дека поизвестна станува и иднината на државата. Ќе морат уште неколку години да се реформираат, да се променат натре и да ги зајакнат своите политики. Ако се за НАТО, да бидат за НАТО, ако се за ЕУ, да бидат за ЕУ. Ако нешто е добро, да го потврдат како добро, тоа што не е добро, секако да го Да критикуваат. се вратиме на вашето владење. Перцепцијата на јавноста е дека правдата не е во целост вратена, ниту правната држава. Дали сметате дека можеби аболицијата е виновна за ова? Дали сметате можеби дека аболицијата е своевиден блокатор кон доаѓање до правната држава или пак до пресметка со мафијашките и криминални структури во државата од кои што се уште не можеме да се ослободиме? Секако дека не, законот за амнестија кој што парламентот го донесе е право и алатка на парламентот. И тоа никако не влијаеше на правосудството и правосудните одлуки, заради тоа што како што е поделена власта, извршната власт има своји надлежности, парламентарната своји, правосудската своји, па и локалната, еве да кажам, своји надлежности. Жалам што не успеавме да ги исполниме сите очекувања на граѓаните за враќање на правната држава и правосудниот систем. Сериозен напредок има, но за волја на вистината тоа и не зависи од извршната власт, односно таму извршната власт не е толку мокна како во другите политики, како што е економијата, образованието, не знам, здравството и сето тоа што земјоделието и сето тоа што под надлежност на извршната власт. Не бегам од одговорноста за ваквите прашања. Работи се променија, денеска законот важи еднакво за сите, што не било случај 11,5 години наназад. Денеска имаме транспарентни процеси, транспарентно носење на одлуките, граѓаните се вистински коректив. Денеска живееме слободата за која што се боревме, а верувам дека поединците кои што ги носат одлуките, тоа се обвинители и судии, ќе би имат одлична можност во периодот кој што доаѓа, заради тоа што ќе се случи и се случува веќе прочистувањето на правосудството од сите оние кои што дефинитивно ставиле траги од Сваровски судството, кои што на еден начин не дозволуваат да процесите бидат онака како што граѓаните ги очекуваат, а тоа е секако носење на одлуки согласно закон, согласно сопствено убедување, брзи и ефикасни постапки и верувам дека тоа време многу брзо доаѓа. Времето не гази, сосема за крај бидејќи еве можеме да очекуваме во предизбори, ето знаеме каква е реториката, помалку и груба. Дали сте свесни дека ќе ве споредат, секако има такви најави, вашето владење и вашето семејство со двоецот Груевски Мијалков? И дали сте подготвени на тоа?
Знаете како, јас постојано сум цел на критика и напад и на крајот и треба да видам цел на критика и напад. До денеска бев председателот на нашата влада, на нашата земја. И верувам дека и тоа и така ќе продолжи во иднина. Но знаат сите дека разликата е голема. Јас мојот братучеди не ги ставив на високи државни позиции, началници на УБК или директори на царини или слично. И така како разликата е голема. Моето семејство продолжи да си ја работи работата таа што ја знае, си ја работеше, тоа се приватните фирми. Огромен процент од нивното работење Никако не се мешаат во политиката. Па немаат никакви допирни точки, ниту производите што ги произведат, ниту услугите што ги дават со извршната влада, со извршната власт, со државата. Апсолутно производите најчесто се за извоз ориентирани, дали е мамасо, дали е циглите, дали се градинарските производи, дали се сушените производи, текстилот или сето тоа што го работиме, немаат никакви допирни точки, иначе да, СДС, се сите од моето семејство и нормално дека се активни во политичкиот живот на ниво на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз, се вклучени заради тоа што се работи за брат, на пример, сопруга, на пример, братучет, на пример, тоа е моето семејство, па дигат телефони да помогнат на луѓе, да убрзат процеси во делот на здравството, да помогнат во делот она што представува секојдневие на граѓаните. Тоа е прво човечки, така е добро. И јас се гордеам со моето семејство, заради тоа што не е зависно од никакви материјални средства, растеретено поприлично и е посветено наистина да покаже пример на помагање, она што представува нешто кое што сите сакаме да го имаме. Тоа е солидарност, другарство, човечност и така натаму и така натаму. И сосема за крај, сосема накратко. Кога очекувате Македонија да стане членка на Европската Унија? Јас очекувам да процесот биде многу брз. Очекувам 2020 година да биде годината на членството во НАТО и годината на почеток на преговорите со Европската Унија и верувам дека таа работа е заокружена Реални и се овие завршена. очекувања? Значи да бидеме членка на НАТО и да почнеме преговори со За Европската Европската Унија, прашувам, НАТО ни е веќе пред портите. Така. Значи преговорите со Европската Унија, на крајот на денот сакам да биде мојата земја членка на Европската Унија тогаш која ќе заслужи да биде, односно вистински која ќе се европеизира. И не треба многу да брзаме или итаме за оваа работа, заради тоа што почнува еден така наречен меден месец или медени години. Зошто? Ги добиваме ресурсите од Европската Унија, капацитетите, финансиите, фондовите и се, а се уште не треба да даваме од нашите пари за во Европската Унија. Тоа е тој преговорачки процес и процесот на пристапувањето кон Европската Унија, за да може да не трансформира, европеизира сите заедно. Кога ќе бидеме готови, тогаш треба да станеме членка на Европската Унија, а при тоа се надевам дека тоа ќе биде година порано. Односно, верувам дека можеме тоа да го направиме до 2025-2027 година, зависи од севкупните наши перформанси. Впрочем, сега тоа зависи од нас. Затоа реков, во периодот кој што доаѓа пред нас, пред нашата земја, пред нашиот народ, треба да бидеме посветени на два колосици, така да и кажам. Едниот економскиот, да направиме се да го забрзаме економскиот раст и развој, економскиот стандард на граѓаните, а другиот дел е вистинските трансформации да се случуваат овде, низ поглавијата, низ преговорите, за да навистина станеме нормална, убава европска земја. Господин Заевке, морам овде да ви се заблагодарам, времето не прегази. Уште еднаш благодарам што одвоивте време, половина час, точно половина час по поднесувањето на оставката да дојдете во денешниот утрински брифинг. Благодарам. Еве уште еднаш да искористам приликата да честитам новата година на сите наши граѓани, иако има свое обраќање, да ги честитам новогодишните празници, но секако и на сите православни христијани да го честитам предстојниот Божик.